Почитувани присутни, најпрвен би сакала да говорам малку за процедурата, за тоа како овој закон стигна денес да биде разгледуван на пленарна седница, за тоа што навистина не би било коректно од наша страна доколку не кажеме дека во континуитет ова собрание го прекршува деловникот и сите воспоставени пракси и процедури во ова собрание. Комисијата за европски прашања, за жал, морам да констатирам дека повторно демонстрираше неевропски вредности, со злоупотреба на европско знаменце, во редовна постапка, Законот за државјанство беше истуркан, по скратена постапка се извинувам, Законот за државјанство беше проткан преку прекршена деловничка процедура. Иако законот беше најпрвен предлог на една политичка партија и беше ставен на Комисијата за одбрана, истиот одеднаш осамна како владин предлог. Предлагачот владата заборави на своето претходно критичко мислење на предложениот закон и сега критикуваните решенија наеднаш ги пласираше како своји. Почитувани, на само 11.1.2021 година владата, која што сега е предлагач на овој закон, даде критичко мислење за истиот. И па како можеше за толку кратко време да го промени своето мислење и наеднаш да ги прифати сите оние работи кои што истовремено ги критикуваше? Понатаму, фамозната Комисија за европски прашања, брзајќи го процесот, демонстрираше мок и без притоа на сите пратеници да ни дадат процедурално да се обратиме, го изгласаа дневниот ред и притоа морам да констатирам дека сите наши 6 амандмани кои што ги имавме, а беа со суштински забелешки за овој закон, преку едно фамозно известување од страна на председателот на собранието, беа одбиени како неуредни. Истото ни се случи и претходно со законот за лична карта, каде што исто така амандманите поднесени од страна на пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата беа одбиени како неуредни, без притоа да добиеме конкретно образложение по кој член од деловникот спикерот утврди неуредност на истите. Се прашувам дали оваа пракса ќе продолжи понатаму или ќе биде за вакви закони за кои што очигледно постојат одредени претходни договори. Претходно сите поднесени амандмани од страна на нашата од нашата партија и од нашата коалиција беа прифаќани без конкретни забелешки и затоа сега ќе прашам што се случи со транспарентноста, со демократијата и дали ова собрание продолжува да функционира според расположението на првиот човек помеѓу еднаквите. Понатаму, она за кое што би сакала да проговорам се европските регулативи, а кои што се повикува предлагачот во поднесувањето на овој закон. За жал, морам да констатирам дека тука предлагачот се повикува на Конвенцијата за лица без државјанство од 1954 година, Конвенцијата за намалување на стапката на лица без државјанство од 1961 година, од Европската конвенција за националност од 1997 година и Конвенција на Советот на Европа за одбегнување на државјанството во однос на државна сукцесија. Па сега би сакала да го запрашам оние кои што го поддржуваат овој закон и оние кои што еве сега го поднеле истиот, што се случи со Европската конвенција за државјанство? Закон за ратификација на Европската конвенција за државјанство во оваа држава е ратификуван на 23 јануари 2002 година. Дали некој ја погледна оваа
ратификација на Европска конвенција? Дали таа е истата повеќе не важи во оваа држава? И дали истата треба да ја заборавиме и на истата повеќе да не се повикуваме кога креираме закони? Вакви пропусти, почитувани, сметам дека за вакви битни закони не смееме да правиме како држава која што се разбира како приоритет ја има Европската Унија. Понатаму би сакала да потенцирам одредени забелешки, бидејќи истите се потребни да ги слушне целата македонска јавност. Земајќи во предвид дека Република Македонија од осамостојувањето во 2 наврати во Законот за државјанство на Република Македонија предвиде преодни одредби за лицата државјани на поранешната СФРЈ, кои по сукцесија беа затекнати во државата во 1992 година, со рок на важност од 1 година. Околу 61.000 лица се стекнале со државјанство во 2004 година, понатаму со важност од 2 години имаше повторно продолжување и тогаш околу 5.000 лица се стекнале со државјанство. Одредбите тогаш беа во согласност со делот за сукцесија од Европската конвенција за државјанство, подпишана и ратификувана од Република Македонија. Сега сакам да ве запрашам за колку лица се однесува овој закон. Дали државата има направена една компаративна анализа да видиме колку лица сега со овој закон ќе треба да добијат државјанство и зошто одредени услови кои што постоеа претходно сега наеднаш истите ги снемува. И дали, за жал, морам да констатирам, сте задоволни со тоа едно лице да добие државјанство сега само со сметка од лекување во Република Македонија? Овие работи требаше да ги разјасниме, почитувани, на една јавна расправа. На расправа на која што ние повикувавме во самата Комисија за европски прашања. Да дојдат експерти, да продискутираме, да направиме една споредбена анализа со другите држави, да видиме како во другите држави се добива државјанство. Дали е точно тоа што велат дека во Австрија потребни се 10 години да може странец кој што лично поднел барање за државјанство да добие државјанство во државата, во Белгија 10 години, во Чешка 10 години, во Грција 10 години, во Италија 10 години, Словенија 10 години, Хрватска 8 години, Данска 9 години, Германија 8 години, Унгарија 8 години, а во Република Македонија за колку? За жал, исто така би сакала да констатирам дека јас сметам дека во Република Македонија сите оние лица кои што немаат државјанство треба да добијат државјанство. И согласна сум со тоа. И еве, доколку навистина законот би бил само за овие лица кои што немаат државјанство, јас навистина би се согласила со истото. И се сочувствувам со сите оние кои што живеат во Република Македонија, а години наназад не можеле да добијат државјанство. Меѓутоа, морам сега уште еднаш да напоменам нешто. Ова не било заради тоа што не постојат закони во Република Македонија, туку заради тоа што некој не знае како да ги применува постоечките закони. Или доколку овие измени на овој закон беа стриктно наменети само за тоа. Навистина, да, треба секој кој што живее во Република Македонија подолг период да добие државјанство. Затоа што рековме дека треба да се создадат подеднакви услови за сите во Република Македонија, кои што сакаат да бидат државјани, ама кои што имаат одредени претходни предуслови исполнети, а не со една сметка за болничко лекување да создадеме услови повторно да се направат одредени злоупотреби. За жал, не треба да заборавиме дека живееме во Република Македонија, земја во која што злоупотребите се чести, се којдневни, заради тоа што преку вакви минорни ситници се случува во Република Македонија понекогаш да добијат државјанство и лица кои што се со одредено криминално досие, лица кои што видовме изминатиот период како добивале и пасоши, и лични карти и така натаму. За жал, она кое што е констатација општа е дека процедурата во ова собрание е нарушена. Доколку правиме закони кои што ќе важат само еден извесен период, јас не сум согласна.
и затоа да направиме закони кои што ќе важат генерации понатаму и ќе можат да ги задоволат правата на сите граѓани кои што ги исполнуваат, ама кои што се во согласност со сите европски регулативи, кои што се веќе ратификувани во Република Македонија. Благодарам. Реплика Кастриот.